Ќе се отвори ново јавно предпријатие кое ќе управува со хидросистемот Ѓавато во Богданци. Министерката за животна средина Каја Шукова вели дека е време да се прекине со незаконското управување со хидросистемот, кој во моментов е под Министерството за животна средина надвор од сите законски прописи. На првата наредна седница на влада ќе одиме со информација за повторно пуштање во работа на хидросистемот до Иранско езеро, меѓутоа конечно ќе исправиме грешката која што беше направена пред 8 или 9 години, кога хидросистемот кој што имаше свое собствено јавно предпријатие во тоа време, ВМРО да помане, не знам од кои причини, само ним познати најверојатно, го укинаа јавното предпријатие и го дадоа на управување на министерство, што согласно законите во државата е нонсенс. Ние сега ќе исправиме таа грешка. Јавно предпријатие планирано беше и пред неколку години негово формирање, меѓутоа за енергетската криза моравме тоа да го одложиме, бидејќи сметките за струја стана енормно големи. Хидросистемот изграден за спас на Дојранското езеро не е во функција веќе година и половина. Министерката Шукова вели дека пред да се пушти хидросистемот, повторно ќе мора да се реконструира. Има капацитет со 1000 литри во секунда. Ќе треба негова рехабилитација, значи ќе мора време да се санира системот, бидејќи има голем дел проблем со пумпите, има проблем со вентилите, тие се технички работи. Меѓутоа она што со претседателот го разговаравме, прво ќе одиме со рехабилитација, формирање на предпријатието и да се пушти конечно во работа после подолг временски период. Нивото на Дојранското езеро е намалено за повеќе од 1 метар. Експертите апелираат дека е важно да се полни езерото во континуитет, бидејќи е потребен дотур на свежа вода и кислород.